Државниот инспекторат за животна средина на почетокот на годината бомбастично најави лов на загадувачи со дронови. Објави 2 снимки од Момин поток и Вардарище, а јавноста виде расфрлан отпад, пламен и оган околу Вардар, но и луѓе кои фрлаат отпад и потоа бегаат со кола од локацијата. Инспекторатот, кој ангажираше фирма за снимање со дрон, не постапувал по снимениот материјал. Снимките единствено ги прател до Карпош и град Скопје. Од Карпош за реонот Момин поток ни рекоа дека надлежен е државниот инспекторат, додека во инспекторатот на град Скопје не знаат дали е постапено, иако виделе нерегуларности. По игра на случајност, во периодот кога се снимани снимките, ја бев поставен за директор на државниот инспекторат за животна средина, каде што ги направивме снимките и каде што се уведоа со 2 снимки голем број проблеми што се случуваат доле на теренот. Што се случило со снимките, дали е постапено, дали е искочено, во моментов не можам со сигурност да ви кажам. Иако досега од овие снимки јавноста не виде некоја ефикасност на институциите да постапуваат по нив, инспекторатите, и градскиот и оној државниот, најавуваат дека ќе продолжат да ги користат дроновите како алатка за надзор. Државниот инспекторат има склучено договор со фирмата Аерофото да направи 30 на снимања, но Богдановски, разрешен од позицијата во март, не знае зошто неговиот наследник Фејзула Спахија прекинал со снимањата. Направени се само 2. Државниот инспекторат ваквите надзори ќе ги интензивирал во септември-октомври. Делот на инспекцијските надзори и она за окружување на големите, да речеме, депони, големите индустријски комплекси, например како што е Охрис, како што е комплексот Стара Железара, значи ќе се дозавршат и практично ќе имаме веќе за секој комплекс двочасовни така наречени сурови материјали што ќе ни дадат значи одредени индикации за поквалитетни инспекцијски надзори во делот на животна средина, заштита на водите и природите. За сега инспекторатите немаат подпишано меѓусебен протокол доколку преку снимките се утврдат нерегуларности. Но, според објаснувањето на првиот градски инспектор за животна средина, дроновите би користеле само за индиции, односно за план и увид од озгора на теренот. Инспекторите потоа излегуваат кај жариштата, зависно дали се надлежни за А, Б интегрирани дозволи или за отпад. Треба и мерење за податоци за загадувачи во акредитирана лабораторија, која град Скопје тврди дека ја поседува и ќе ја стави на располагање на државниот инспекторат, додека самите не си набават и склучат договор. Ние не можеме да искочиме со име и презиме на инсталацијата, зашто сепак немаме докажано дека она го загадува. Имаме индиции дека она загадува, односно дека може би ги надминува параметрите што и се пропишани во дозволата. Известен е надлежниот инспекторат кој треба да постапи, зашто знаеме со каква дозвола работи таа инсталација. Буџетот на државниот инспекторат во 2018 беше зголемен за нецели 10 милиони денари. Од друга страна, Министерството за животна средина издвои исто толку пари за предстојниот референдум. Екоактивистите поздравуваат секакви технолошки помагала, но без обучен кадар, регистар на загадувачи, реален буџет, соодветна опрема и акредитирани лаборатории, се сведува на гол популизам. Казните би требало да бидат објавувани, ве баравме ни од општина Карпош да катастарот на загадувачи биде јавно објавен и покрај тоа да има секој месец извештај кои контроли се направени, за да баш се добие таа доверба од граѓаните дека нешто се случува. Летањето со дрон го регулира Агенцијата за цивилно воздухопловство. За сите летови надвор од спортски аеродроми е потребна лиценца. Во земјава од цивилни лица и фирми се користат околу 1000 вакви воздухоплови без екипаж. Сепак, до 15 август од агенцијата се регистрирани само 52.